Ова издание на Newsflash ке гледате. По заминувањето на американските војници од Авганистан, стотици новинари и многумилионни жени бараат заштита, но и засолништа. Климатските промени го трансформираат крајбрежјето во светот секој ден. Животните кои не може да поднесат топла вода бегаат во полавните средини, додека растенијата изумираат. Од мигранти до бизнисмени и тоа милионери, како животот на еден обичен човек може да се претвори во животна желба и тоа во туѓа држава. Останете со нас и ќе дознаете повеќе. Добро вечер. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јованчо Наумовски. Американскиот претседател Џо Бајден го честиташе 8 септември, денот на независноста. Во писмото до македонскиот претседател Стево Пендаровски се вели: нашите земји ги обединуваат семејните и историските врски, како и нашите заеднички демократски вредности и посветеност на човековите права. Нашето партнерство ќе продолжи да им користи на нашите народи во годините што доаѓаат. А од другите вести, по заминувањето на американските војници од Авганистан, многумина новинари побараа заштита и засолниште. Пред непол месец Сторај Карими и незиниот сопруг известува од првите борбени линии во Херат. Денес се кријат во Пакистан откако пребегна при налетот на Талибан. Портпаролот на талибанците порача: немаме проблеми со новинарите, но гледаме како ги бараат од куќа во куќа. Нејасно е каде исчезна околу 200 новинари и активисти. Тоа покажува дека новинарите не се безбедни и на жените не им се дозволува да работат во медиуми. Меѓународните медиумски организации потврдија дека тешка задача е да се префрлат афганистанските колеги на безбедни локации. Меѓународната фондација на жените во медиумите објави дека добива по илјадници барања за помош. Ова е најголемиот, најкомплексниот процес, опасна операција да ги поддржиме новинарите кои што имаат закана по животите. Дури и тие кои што успеа да побегнат велат дека животите им се натаму загрозени. Ние сме во Пакистан, но и натаму сме вознемирени и загрижени. Во време кога новинарите се обидуваат да најдат безбедно место во Авганистан, многумина стравуваат од цензурирање информации во иднина. Тоа е ужасно. Што ако заминат новинарите од Авганистан? Тогаш никој нема да знае што се случува внатре во земјата. Со оглед на заминувањето на американските и војниците на НАТО, загриженоста сега е кон оние кои останаа во земјата. Како ќе знаеме дека се безбедни? Сега сме во град кој е под контрола на оние со кои војувавме со години во планините. Од нив сме виделе само убивања и крвопролевања. Продолжуваме со серијата за климатските промени. Какво е влијанието врз животинскиот, но и растителниот свет? Од следниот прилог. This is Goodwin Island in Virginia. You can see here down the coastline. Научникот Тајлер Месершмит објаснува дека дрвјата не може да живеат на влажна и солена почва од зголемувањето на нивото на морињата и брановите во реката Јорк. Поради климатските промени предизвикани од човекот, водата се зголемува и станува потопла. И додека порано имало полно дрвја, сега, вели тој, шумите се голи. А тоа уште повеќе ги влошува климатските промени. Forests are great stores of carbon. Шумите го абсорбираат јаглеродот и како што полека умираат, тој се враќа во природата, вклучително и во атмосферата, што води до глобално затоплување преку климатските промени. Мочуриштата како овие ги одржуваат крајбрежјата чисти, штитат од урагани, но и тие полека се сушат. Имаат капацитет да се повлечат кон копното за да се заштитат себе си, но поради крајбрежните градби ја губат таквата можност. Bangladesh, parts of India, Thailand. Бангладеш, делови од Индија, Тајланд, Мијанмар, Виетнам. Тие имаат многу големи мочуришта. Ја уништуваме базата на овие системи. Научничката Дебора Стајнберг собира примероци од организми кои се релоцираат поради климатските промени. Ако немавме биолошки резервоар, јаглеродниот диоксид во атмосферата би бил 50% повисок од сега. Ако пак јаглеродниот диоксид во атмосферата е поголем, тоа води до повеќе стакленички гасови и затоплување. Научниците во светот ги наблюдуваат негативните ефекти од климатските промени. Тие исто така работат напорно за да ја помогнат на природата сама да се обнови.
Ова морска трева исто така абсорбира јаглерод. Некогаш ја имало во изобилие на брегот Чесапик, но и таа е во изумирање поради високите температури. Биологот Кристофер Патрик и неговиот тим бараат одговори. Подобро да засадиме друг вид морска трева карактеристична за брегот Чезапик, ако ја навистина може да издржи високи температури. Крајната цел е двете видови морски треви да си помогнат меѓу себе да преживеат и истовремено да ги заштитат другите организми. Есенва нова трева првпат ќе се засади во близина на Вирџинија Бич како дел од голем проект за реставрација. Овој проект би можел да биде пример за обнова на крајбрежјата низ светот. Од мигранти до милионери. Ова е приказната на сестрите Рози и Дона Калифе од Либан, како една мала компанија која ја отвориле во САД, станала вредна неколку милиони долари. Денеска Рози Калифе е успешна предприемачка и бизнис консултантка, но таа и низидето семејство имале тежок почеток во Америка како мигранти од нивниот роден Либан во средината на 1980-тите. My mom opened the envelope and it said, "Congratulations, you have won." Мајка ми го отвори писмото и рече: "Честито, добивте зелена карта на лотарија." Од тој момент целиот живот ни се промени. Четворица сме, сите отидовме на коледж. Брат ми е адвокат. Дона отиде во бизнис школата на Харвард. I went to Harvard Business School. Но нивниот живот во САД започнал во мал стан. Децата спиеле во душец и надување. Калифе вели дека семејството уште повеќе се зближило во тие тешки години. And it was just immigrant life, right? It was Тоа беше имигрантски живот. Така живееш за да преживееш. Татко ми работеше на 2 места. Мајка ми исто така работеше 2 работи. Штом ние децата стигнавме на возраст за работа, почнавме да работиме. Сите се вредни, зашто само така можеше да се постигне нешто. Таткото на Калифе е уметник. Без пари за играчки, тој нашол друг начин да ги направи забавни деновите на децата, пошарени буквално. Таа креативност ги инспирирала Калифе и низината сестра Дона да започнат бизнис наречен Кутија на изненадување. he kind of created those projects for us. Тој креираше проекти за нас, за да не забави. Со нив не учеше на многу работи, правевме експерименти со него. Тоа е вистинската причина што ја започнавме компанијата Surprise Ride. Свативме дека децата денеска растат со екрани, без место за креативно да се изразат, што е многу важно. Surprise Ride е претплата за кутија што компанијата ја испраќа секој месец како пакетче со изненадување секогаш различен проект за нив. Нивната бизнис идеја била избрана меѓу илјадниците поднесени за популарната емисија за поттикнување бизниси Shark Tank. Младите предприемачи презентираат проекти пред инвеститори на шоуто, но никогаш не направиле договор. And we weren't sure if our business was going to survive. Не знаевме дали нашиот бизнис ќе преживее. Не знаевме дали имаме доволно капитал, вистински советници. И беше шокантен моментот кога се прашавме дали ја направивме најголемата грешка во животот со тоа што не се согласивме на договор. Потоа отидовме назад во канцеларија и продолживме да работиме како ништо да не се случило. Но нивното експонирање на телевизијата им ја зголеми продажбата. Сестрите продале кутии на нивниот производ во вредност над $500,000 само за еден викенд. Подосна почнале да работат со друг инвеститор и да продаваат во продавници. Во 2021-та тие решиле да ја продадат нивната компанија и да пробаат нешто ново. And now that we've Сега, кога ја развивме таа компанија во милиони од продажба и илјадници муштерии и ја продадовме, чувствувавме одговорност дека нешто треба да дадеме назад. На жени основачи, на имигранти, зашто мислиме дека и тие не се сигурни што се е потребно да се собере капитал и да се развие бизнес. Сестрите Калифе помогнале да се состават презентации за инвеститори и ги советуваат муштериите преку телефон. Тие исто така работат во непрофитни организации да помогнат да се израмни полето за играње за новојдедените во бизнисот. И тоа беше се за денес. Повеќе информации ќе најдете на нашите социјални медиуми. Се гледаме повторно утре. Имајте убав ден. Пријатно.